Господине Тошковски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам на поканата. Ова интервју, прво да го почнеме со тоа што последно трагичен настан што се случи, убиството на 31-годишната Росица и нејзиниот татко од страна на Илија Стефановски, кој потоа и се самоуби. Утре е закажан граѓански протест пред МВР, се бара разрешување на одговорните во СВР Веле, се бара ваша оставка бара од вас и опозицијската СДСМ. Чувствувате ли вие лична морална одговорност и одговорност што е поважно можеби кај структурите на МВР? Видите, многу ми е жал што живееме во едно општество каде што обично институциите си ја префрлаат вината од еден на друг. Секогаш одредени институции велат не сум јас, надлежен е некој друг, не е друг, надлежен е некој трет и така натаму. Нажалост живееме во такво општество. Прашања се поставија многу деновиве на оваа тема и треба да бидат поставувани прашања. Јас би поставил првично две прашања. Кој во оваа држава изрекува мерка притвор? И кој во оваа држава изрекува мерка затвор? Односно казна затвор. Така. Кој во оваа држава единствено согласно закон може да предложи мерка притвор? Кој во оваа држава единствено може да поднесе обвинение? На првото прашање одговорот е единствено судот може да определи мерка притвор. На второто прашање единствено обвинителство може да предложи мерка притвор. Во оваа ситуација јас не велам дали имало или немало вина и во рамки на постапувањето на Министерството за внатрешни работи. Има внатрешна контрола, ќе покаже истрагата дали Министерството затаило или не затаило. Ама срамно е да се лаже јавноста и да се манипулира од тоа Тошковски е крив. Зошто? Затоа што судот досудил условно осуда. Зошто е Тошковски крив? Заради тоа што јавното обвинителство не побарало притвор. Други сега прашања исто така треба да се простават дали овој тип на кривични дела треба да имаат построги санкции во рамки на законодавецот, дали треба поинаку да се процесуираат во рамки на ЗКП и така натаму и така натаму. Експертите ќе ме разберат. Но срамно е вака да се манипулира јавноста заради одредени политички цели. Правото на протест не го оспорувам на секого. Ама се знае кој е суд у држава. Добре, ако лоцирате. Се знае кој е обвинител во држава. Да, ја лоцирате. И се знае чиви се надлежностите и на судијата и на обвинителот. Ако велите дека се проверува и во МВР, по сите пријави за закани и насилство врз неа, еве слушавме една директна закана врз Росица која што била изречена во незиното сведочење пред обвинителството, дека ако не биде негова, ќе биде мртва, има и судска забрана, немате информации дали од МВР е побарана каква било заштита? Од МВР е поднесена кривична пријава. Обвинителството е тоа што побарува притвор. Побарало ли притвор обвинителството за убиецот? Изрекол ли судот мерка притвор за убиецот? Министерството за внатрешни работи поднело кривична пријава. Министерството за внатрешни работи ги превзело действијата кои што требало да ги превземе. Дали тие биле навремени, соодветно, согласно професионални стандарди и така натаму ќе провериме. Ама поднело кривична пријава. Зошто обвинителот, по пети пат прашувам, не побарал притвор? Зошто судот, кога ја донел пресудата, донел условно осуда? Зошто? Зошто не донел казна затвор? Да донел казна затвор и да утврдил мерка притвор, сега тоа лице кое што се самоуби ќе беше во затвор, а Росица ќе беше жива. Ако утврдите... Мораме да престанеме да се лажеме себе си и да лажеме јавноста. Мораме да престанеме да манипулираме со нашиот народ. Ако сакаме да направиме чекор напред, јас не велам не, можеби навистина треба да има одредени законски измени во рамки на процесни действија и во рамки на утврдени минимум законски казни, заради тоа што да речеме дека имам утврдено и како адвокат слабости во системот во овој дел. Но срамно и жално е да се префрла топката цел ден од еден на друг. Кога нема кој не знае во оваа држава кој носи правосилна пресуда. Кога нема кој не знае во оваа држава кој поднесува обвинение и кој бара притвор, кој изрекува притвор. И сега министерот за внатрешни е крив. Па дај министерот за култура да го земе, он дека е крив. Срамота е. Добро. По вчерашното подпалување на автосервисот во Пинтија, премиерот Мицкоски рече дека поради континуираниот безбензосен проблем што го имаме со подметнати според него пожари, во постојано сте во заседание врвните структури на МВР. Што заклучивте? Што договоривте на овие состаноци? Видете,
хибриден напад во Македонија дека има спрема државата има. И тоа е факт. Никогаш во изминатиот период на оваа тема нити сум го демантирал премиерот, нити па премиерот кажал невистини и паушални изјави поврзани со оваа тема. Факт е дека имаме мултистранични напади на државата од повеќе аспекти. Факт е дека јас ќе говорам само за факти. Факт е дека кога почнаа пожарите првиот ден, имавме најмалце на едно 6-7 различни места, критични, витални точки, особено за Скопје и за државата, каде што имавме подметнати пожари. Факт е дека последниве 2-3 дена ни гореа 4 ризични точки, од кои 2 депонии, 3 депонии, се извинувам, шо легални, шо диви, и една фабрика за рециклирање на електронски отпад. Факт. Факт е дека на една од овие точки, токму дента кога е настанат пожарот, механизацијата не била во функција. Факт е дека оние кои што требало да ја обсервираат една од овие 4 критични точки согласно закони, согласно подзаконски акти, дента кога настанал пожарот, дел биле на болување случајно, дел биле на работа, дел биле на други места и така натаму и така натаму. Факт е дека одредени столбови на кои што имало одредени средства за наблюдување биле случајно бутнати. Исто така во критичниот период. Ова се премногу случајности за да ние се убедиме дека ова не е со поинаква намера од онаа која што се обидуваат некои да ја прикажат во јавност. Но исто така е факт дека во Вардариште имаме 200 роми кои што живеат таму. Така е. Исто така е факт дека и најверојатно одреден дел од нив се конкретни потпалувачи на Вардариште. Исто така е факт дека најверојатно електронскиот отпад во фабриката за рециклирање не бил чуван соодветно. Исто така е факт дека во рамки на оние контроли кои што ги вршевме деновиве, Министерството за животна средина утврди несоодветно чување на гуми, прегорено улје и друг тип на отпад во рамки на јавното сообраќајно предпријатие при градот Скопје, и тоа е факт. И имаме премногу вакви факти кои што и те како ќе треба службите во рамки на Министерството за внатрешни работи да ги сработат, а ги работат. Ајде, може би случај по случај да одиме да хибридниот напад би се навратил малку подоцна да го расчистиме. Ако за последниот случај со автосервисот имаме лице фатено на камера. И тоа е точно. Знаете кој? Во овој момент не би можел да споделам повеќе детали. Македонската јавност будно ги следи сите овие настани, исто како што јас како човек кој што, да речеме, будно ја следам целокупна состојба, во најмала рака истата е многу симптоматична, така и на македонскиот народ му е многу симптоматична. Работиме на тоа. Добро. Имаме сомнежи, основи на сомнение и индиции за сето ова кое што го говориме во изминатиот период. Има една поголема група на луѓе кои што на ваков или на таков начин се инволвирани со сите овие процеси. 20 рече премиерот во сите овие пожари. 20 беа дента кога кажа, денес се повеќе. Повеќе. Не би можел да во интерес на истрагата повторно да изнесувам повеќе детали. А можете за кои пожари колку луѓе? Не би можел во интерес на истрагата повторно да изнесувам повеќе детали. Во изминатиот период кажав и на едно интервју пред некој ден, имаме повеќе од 40 лица лишено од слобода за различни пожари кои што беа настанати во текот на ова лето, но тие лица помеѓу себе нема докази дека се поврзани во рамки на одредена организирана група. И говорев за тие лица. Не говорев за овие кои што се предмет во рамки на особено последниве неколку настани, пошто имаше погрешни интерпретации во јавноста вакви такви. Министерството за внатрешни работи интензивно работи, но и ви уверувам, секој еден кој што ќе има докази за конкретно действие кое што го превзел, дали во фаза на општествено предизвикување на опасни действија по околина, еколошки криминал и така натаму, или друг тип на кривични дела против државата, ќе видиме, си има експерти ќе оценат како што.
но факт е дека Да. се превземаат действија и ќе има резултати. Така. Ако овие диверзии во рамки на тие хибридни напади се дел од структури, како што рече премиерот, во и надвор од земјава, дали ги лоциравте од кој земја, ако се и од надвор доаѓаат, а ако се и од внатре, дали се поврзани, па и од надвор, со одредени политички структури овде? Во овој момент нити би можел да потврдам ова кој што кажавте, нити би можел да го негирам. Да оставиме истрагата да си го сработи своето, односно да оставиме и на инспекторите во рамки на СВР Скопје и на инспекторите во рамки на организиран криминал да го сработат она кој што им е работа, па ќе видиме. Поинаку да преформулирам, со оглед дека сме ние земја членка на НАТО, партнер со Европската Унија, дали има и такви кои што доаѓаат од земји членки на овие, па дали побаравте овие организации, па дали побаравте до сега помоши од таму? Повторно морам да напоменам дека во рамки на оваа фаза премногу сме рано во рамки на оваа истражна постапка, не би сакал да ја загрозам по ниеден основ. Добре. Нажалост, знам дека сум оскуден со информации за јавноста, но ве замолувам и вам, новинарите, и граѓаните да имаме трпение. Овој тип на процесни действија не дозволува многу информација да бидат споделувани со јавноста. Опозицијата нема разбирање за тоа и за таа ваша замолница тие велат дека тезите на власта за организирано подметнување на пожари во политички есели е само манипулација на јавноста. Ќе видиме тоа. Ќе видиме. Постојат и политички структури. Ќе видиме структури. дали е манипулација или дали од позади овие пожари стојат и политички структури. Ќе видиме за брзо. Ќе видиме. Добро. Малку чудна коинциденција беше, мора да констатираме дека прво гореше Вардариште, потоа Дрисла, многу чудна коинциденција, па големо складиште за откуп на железо, па акумулатори, автомобили, па потоа гори складиште за електронски отпад во Трубарево, веднаш потоа автосервис полн со коли, запалливи материјали и материјали опасни по здравието. Нели кај сите карактеристични настани е што во сите е инволвирано високо запалливи материјали, тешки за гасење, сериозно токсични испарувања и чад како за луѓето, така и за животната средина. Дали може да заклучиме дека дефинитивно ги поврзуваат овие настани и делувате како еден? Многу добар приказ дадовте на хибриден напад на една држава од аспект на критички точки, еколошки криминал, загрозување на безбедност на државата во делот на село на кое што би требало да значи стабилност, безбедност и така натаму и така натаму. Многу убава дефиниција дадовте на сето на кое што се случуваше изминатиот период. Дали ова го заслужува нашето апсолутно внимание и фокус? Да. Побарана ли од вас интервенција за дислоцирање на тие бездомни семејства од Вардаришта да не се случуваат, барем да се исклучи таа причина под палење на кабли, вадење на бакари? Личен мој став, и тоа јавно го кажав, е дека тие луѓе не заслужуваат да живеат во такви недостоинствени услови. И државата мора да превземе суштински действија заедно со градот Скопје, заедно со општините, заедно со Министерството за надлежно за превземање на таков тип на действија. Тие луѓе мора да имаат достоинствени услови за живот кои што факт е дека и секому му е јасно во депонија не може да го имаат. Така да еден од условите за трајно решавање Вардариште секој дека треба да е и дислокација на луѓето кои што моментално времено, нажалост, трајно вајде подолг временски период престојуваат таму. Господин Тошковски, половина година, вие како МВР во секој случај, но и други институции во земја пред се ДЗС, Центар за управување со кризи, сте некако први подложни на удар со пожари. Повеќе од половина година, би рекол, откако дојде летната сезона, а таа дојде многу рано. Дали е тоа мотивот за овие хибридни закани преку пожари, а со тоа се разбира и нарушување на здравјето на луѓето и на животната средина, за да се сруши оваа влада? Има и такви индиции. Многу сте штури.
Нажалост сум министер за внатрешни, не сум министер за култура, па ќе кажам и мора да внимавам што зборувам, како зборувам, особено во која фаза од предистражна и истражна постапка. Не би сакал да се доведам како некои мои претходници кои што со нивните неумесни изјави ги повредувале и ги загрозувале и истражните и предистражните постапки. Така да поради тоа гледам максимално да бидам транспарентен спрема јавноста во однос на оние факти кои што ги имаме како Министерство за внатрешни работи, но сепак тоа да биде во форма која што никако не би ја загрозило самата истина. Кога очекувате да почне да се да има една разврска на овие случаи? Почнато е да се одмотува. Почнато е да се одмотува. До избори или после избори? Не би можел да кажам, но затоа што и тоа е поврзано со изборите во земјава. Почнато е да се одмотува. Ќе повлијаат овие настани на изборите во земјава? Не. Македонскиот народ е многу мудар и гледа што се случува. Така да не верувам дека било какво влијание би имале овие настани на овие локални избори. За што треба да се гонат, спомнавте сторителите на пожари кои имаат тешки последици по здравјето на луѓето и на животната средина. Што мислите за измените во кривичниот законник? Еве премиерот предложи тие да се гонат за тероризам. Видите, многу добар е предлогот и на премиерот и на парламентарната група на ВМРО-ДПМН во делот на заострување на казните кои што се предвидени за ваков тип на криминал. Навистина, во пракса обично одиме со и Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство обично оди со полесни квалификации, а додуше и самиот законодавец има многу поблаги, да кажеме, вака максимални и минимални казни кои што ги има предвидено за ваков тип на кривични дела. Апсолутно поддршка давам на она кое што го предложи премиерот, а го прифати и парламентарната група на ВМРО-ДПМН и сметам дека и како треба да ги зостриме казните кои што законодавецот ќе ги утврди за ваков тип на кривични дела, и тоа е добро. Тоа е добро, сметам дека во иднина и превентивно ќе делува на дури квалификација за тероризам се одредени такви дела. Видете, квалификацијата нека кажат експертите од областа, не би навлегувал во тој дел, но апсолутно сметам дека треба да се заострат казните за ова. Добро, еве за крај не е крај, но ајде. Вчера еве од протестот во Кочани сопруга на или екс-сопруга на починатиот полицаец од Пробиштип, кој загина во пожарот во дискотеката Пулс, директно во обвини дека сте го подкупиле семејството, односно таткото и сестрата на нејзиниот сопруг, и тоа во вашата канцеларија, јавно пред камера. Видите се, што да кажам што да кажам на ова, кажете. Ако е прашањето дали вработените во Министерството за внатрешни работи, како и за секој друг трагичен случај кој што го има на колега, се солидаризирале и на сметка која што е доставена од страна на семејството на починатиот полицаец, доставиле одредени донации, да, така е, доставиле. За тој подкуп зборува жената? Не знам за каков друг подкуп зборува, но навистина маката и солзите на семејствата на загинатите да бидат злоупотребувани од страна на одредени така наречени медиумски куќи во држава. Но вистина испод секој ниво и не би сакал навистина да коментирам повеќе од тој аспект. Добре, сега дефинитивно за крај, малку надвор од темата, од нова година почнува да работи системот Безбеден град. Што ќе правите доколку се соочите со илјадници прекршување на сообраќајната правила и законот, како што патем самите известувате и увидувате като дневно? 142 човечки животи кои што сме ги загубиле 2024 година на улиците низ Македонија, како последица на непочитување на сообраќајни правила, мислам дека е премногу дури и за Македонија. Особено ако земеме предвид дека во Норвешка имаме по 20 луѓе кои што гинат годишно на милион жители, просекот во Европа е негде измеѓу 50 и 55, а кај нас е од 75 до 80. Мислам дека сме катастрофални во овој сегмент, така да максимален фокус мора да ни биде зајакнување на безбедноста, особено кога говориме за почитување на сообраќајни правила. Safe City треба да е систем кој што ќе помогне во оваа насока.
И сите мора како институции да се вклучиме во и да дадеме максимален фокус на овој тип на сообраќајни прекршоци, да ги процесираме така како што треба. Да, Министерството за илјадници прекршувања има Министерството капацитет да ги спроведе во прекршочни пријави доставени на адреса со фотографии со се. Дневно. Со дигитализација и употребување на паметни системи во рамки на работењето на Министерството и милиони да се, ќе ги процесираме. Да. Ви благодарам што бевте гостин во тема на денот во Дневникот на сите. Благодарам и вам, ми беше чест.